Бо! Имам некоја афта на образот. Бо! И на другиот, тука имам афта и тука имам афта. Ова. Бо! Вели. Ова афтава. Бо. Епа Бо вели. Активам афтата. Бо вели, власта не била подготвена да ги спроведе реформите за да влезе во ЕУ. Но. Власта, Бо, не е подготвена само да го спроведе предавството кое што вие како партија го подпишавте. Ајде, афтава, многу ми смета, Бо, многу ми смета афтава. Внатре ми овде на образот, внатре афта. У тоа е работата. Не дека неке реформи да спроведе, напротив, дојде таа кос у нос и рече дека добре сме со реформите. Само што напомена дека реформите на нив не им се важни. Важно им е, клучно им било да сме го отвориле уставот, да ги внесеме така наречените бугари во уставот. Сме можеле сите реформи да ги направиме, Бо. Шо да ставам натре нафтава, со јазикот вака ми оди. Да, клучно било бугарите во уставот, не реформите. Значи власта нема зошто да не е подготвена да спроведува реформи. Се работи за на другото, Бо. Гадна авто. Е тоа токму другото, Бо. Е токму тоа е разликата помеѓу куче што не лае на домашни и куче кое лае на домашни. Куче кое лае на домашни. Ми звонеше некој. Куче кое лае на домашни значи дека го храни комшијата. А вие, бидејќи многу сакате да лаете на домашни, вие, ти, сите у ваша партија, вклучувајќи вашиот политички комесар, неговиот син и сите останати, и вашите мегафони, од Тричко, Мичко, Бичко, оној бугарашон Благојчи и така дале, шом толку многу сакате да лаете на домашни, значи комшијата ве рани. Затоа, немој да паламудиш уврска дека ние не сме сакале нешто, дека ние не сме сакале ова, не сме сакале она. И уште една работа, Бо. Нема позебано од авто. Све натака јазикот ми оди. И каде тоа? Кој тоа ти го кажа дека македонците се изјасниле, дека народот поточно се изјаснил дека сака во ЕУ? Кај го прочита тоа? Кој ти го кажа? Кај го виде тој податок дека народот сака во ЕУ? Сакате анкета да правиме да видите колку народот сака во ЕУ и колку од народот, од граѓаните во Македонија сакаат во ЕУ? Да не ви изненади одговорот кој ќе сватите колку не ќат во ЕУ. Токму заради овие работи. Шо им преседна ЕУ. Шо оние кои што нас сакаат кобајаги на божемски да не направат честни, одговорни, самите се корумпирани до зла Бога. Колку тие кои доаѓаа кај нас, високи комесарки, политички функционерки, високи функционери од ЕУ, колку се под истрага во моментов, Могерини, Лаен, Маен, Колку од председателите на Европската Унија отидоа беа под истрага или отидоа, појма немам. У затвор не знам кои отидоа, ама беа под истрага. Овие француски редовно се под истрага некој. Премиери. Пошто се многу поштени.
А? Кој тоа ви го кажа дека народот сакал, се изјаснил дека сака во ЕУ? Вие, Бо. Ама автава, луѓе многу ме нервира автава. Вие подпишавте национално предавство и се пазаревте дека ако го опишете предавството дека Македонија веднаш ќе влезе во Европската унија. Македонија до ден денес не влезе во Европската унија, а вие подпишавте договор со грците и го променивте името. Без согласност на мнозинството од граѓаните во Македонија. 900 и кусур илјади граѓани го игнорираа вашиот референдум и ви кажаа дека немаат намера да се изјаснуваат за една таква работа, промена на име, затоа што во нивните глави името е едно и вечно Македонија. Вие ги помноживте со нула. При тоа ви го начука со се волнени топчиња и еу не видовме, еве уште не сме виделе. А тој договор предавнички што подпишавте со Грција беше тригерот, окинувачот да бугарите го покажат своето вистинско лице и да го бараат оно што сега да го бараат, тоа се нови уцени, нови ултиматуми со кои што целосно ќе се уништи постоењето на македонскиот народ на тлото на Европа. Значи се спрема идентитетски геноцид и се виде дека овие три фактори, грците, бугарите, албанскиот фактор, се во не еден вид на спрега за Македонија да се подели. Вчера ви објаснив како тоа се планира да се подели Македонија географски и што ќе им остане на македонците, во каков атар ќе бидат затворени или еден вид на резерват која ќе се подели Македонија. Колку за мир у куќа, да нема некоја поголема заебанција, може нас да ни дадат некоја територијичка Скопје од оваа страна на Вардар, некаде преку Водно, Даутица, Јакупица, Куманово, пред Куманово некој 15 километара, 10 километра пред Куманово тама, да се затвори док е Велес некоја линија и така натаму и така натаму. И ова што ви го кажувам не од сега идеја, план, карта, мапа. Постои многу одамна. Многу одамна. Но не е битно за моите извори на информации. Но можам да ви кажам дека е тоа една голема реалност. Што може да се случи доколку ги спроведеме во пракса предавствата кои што ги направија Социјалдемократскиот сојуз и неговите донатори, спонзори, како сакате кажете. Така што македонците автова стварно ми иде на нерви. Македонците повеќе не сакаат влез во ЕУ. Можете анкета да направите. Повеќето не сакаат влез во ЕУ. Но и тоа како сакаат, нивната власт која што е избраа на демократски избори, најчесно, и тоа како сакаат таа власт да остане на своите принципи, на своите позиции и да го заштити македонскиот народ од исчезнување, од идентитетски геноцид. Да, можете да лапрдате и да паламудите колку сакате. Од нас власта, ВМРО, Мицкоски имаат полна поддршка да застанат цврсто во одбрана на идентитетот, самобитноста, самосвеста на македонскиот народ. Полна поддршка. Тоа е ЕУ-МЕУ, никој више не се залажува. Ја мислам само будала и некое куче кое што го ранат комшиите како вас, може уште да верува во таа работа дека македонците сакаат во Европска унија. Не под вакви услови може да биде сигурно.
Може повеќето ќе ти кажат, да, немам проблем да бидам во Европска Унија, ама не, мојот влез во неа да биде обезбеден преку моје самоизбришување како народ или преку уцени ултиматуми. Тоа е болното. И најболно се е, што вие тива мафтата. Што вие уште не разбирате. Дека нема. Дека не си победник. Не си добил ништо. Доколку тоа што ти тврдиш дека си добил или си победил или си задржал, си го добил, така што си бил уценета страна, која што била турната на колена, затоа што тие договори ги правеле квислинци или предавници на својот народ. Нема тука добивка. Затоа смешно ми е кој ќе кажат, според мене, договорот со Грција во нивици е гаранција за македонскиот идентитет, дека е бетон. Ај што реално гледаме дека не е. Ајде, тргаме тоа на страна. Објективно гледаме дека не е и гледаме што повлеквит или што повлече тој договор со грците. Ајде што Македонија го загуби својот личен опис со промена на името. Ај тоа тргаш на страна. Еве, ќе им кажеш, добро, да, вистина, Македонија го бетонираше идентитетот со договорот со грците, дури и вака да им кажеш. Постои тука една квака. А таа квака е бемти договор што си го потпишал под уцени закани и ултиматуми. Во таков случај ти не си ни добил некој договор за нешто да добиеш, за ти да бидеш у корист. Туку си потпишал договор со кој што си го натунтал, нагрмадил со корист оној на кого си му го потпишал договор. Тоест ти си ебаната странка. Затоа што ти си потпишал договор под уцена и закана. Кај има тука победник? Кај има тука компромис? Кај има тука договор? Тука нема муабет, тоа не е договор, тоа е ултиматум. За многу помали ултиматуми ви кажав едно мое поранешно обраќање. За многу помали ултиматуми поставени од една држава кон друга. Двете држави влегувале во војна, која што едно од нив прерасна во светска војна, која што почна од ултиматум царството Австро-Унгарија што му го постави на Србија. И србите, кои што се ненормални, им кажа, кој вееве. Ама, ќе ратуваме со вас, ние сме царство Австро-Унгарија. Ма, кој вееве, ќе се тепаме со вас док имаме сила у нас. Не само што се тепаа, него излегува и победници у тој дуел. Беа на победничката страна. За многу помали ултиматуми се воделе војни, државите влегувале во војни, затоа што таков ултиматум го сметале како врв на непочитување и обид да се згази достоинството на државата на кој што е упатен. Влагале во војни со огромни царства, мала, некој со царство огромно ќе влезе во војна. Не им признавале. Вие 2 години после поразот на парламентарните избори уште паламудите дека има Македонија договорот со Грција некоја добивка. Дека според вас, според вашите стручњаци, тоа е и добро. Има добри моменти у договор, има кур. Сенегалски. Добар. Тоа има. А бенефит за Македонија нема. А затоа што Македонија е жртва на брутален политички ултиматум. И сега го прават истото бугарите и ЕУ код нас. И вас ви смета Мицкоски или ВМРО што им вика не може така. Тоа ви смета и тоа сакате да го продадете во јавноста дека е, како да ви кажам, дека е државотворна политика. Вашето. Демек треба да се потпише, треба да влезат бугарите уставот. Тоа е вашата политика. На иста позиција сте како што бевте 2024 година, не се поместивте во таа позиција. Му да ти бам автата. Па искачаат авти, искачаат. Која не пази што ставаш уста, може авта да ти излезе. Еве ко на мене, например.
А има разни работи што кои ќе стаеш уста, може авта да ти излезе. Разни работи. Авта, херпес и овона. Ја, например, прљави раце. Да, или нешто, некоја овоше не мина, некоја нектарина иде. Од тоа ми е мислам авта. Ама и од други ствари се појавуваат авти на образите внатре. И непцата отекуваат, вилиците болат овде, да. Особено мислам, знаеш, тоа вие знаете, мислам, тоа е. Ја чисто од слушање, немојте да мислите дека од некој искуство толку големо. Ама искачаат авти од разни ствари и вилиците знаат да болат, да. Тогаш имате, да, тоа што имате. Тогаш обично луѓето се држат до... Тогаш обично луѓето, кучињата, кучињата, лаат на домашните. Која ги рани комшијата. Малце предолго за мој вкус вашите кучета ги рани комшијата. Малце предолго за мој вкус и за моје трпение. Да. Оти почнувате да пројдете некои црвени линии. Опасно да ги пројдете. А умеѓу време се занимавате со се оно што ќе ви го нареди Софија да се занимавате. Продавате демократија, човекови слободи, слобода на изразување, а самите тоа го забранувате на вашите објави, на вашите портали. Пошто многу е зебано некој вака кој ти ја плеска вистината у лице, да, ти имам автата. Значи, немој да ставаш прљави раце уста, или не ми е новоше, например, нектарина да јадеш, не, може авта да ти излезе. Те сега, ако ти имаш некој друго искуство со нешто друго стајање уста, па искачање нафти, не знам, кажи, мене ми од прљави раци, да. Мисто него сваќа ова се женомрзачки, ја само контемплирам од што све може авта да излезе. И да болат вилици. Ама вие што се однесува до вилиците, добро стоите. Неуморни сте тука. Неуморни. Не менјате наратив 2 години по падот, катастрофалниот пад на изборите, вие овој наративов, тоест комшијава, истиов комшијаве рани од надвор. Мислам, ве дава храна. И бидете среќни Бо, што е Мицковски премиер. Пошто човекот така уште верува, легалисте уште верува, појма немам, така. Дека секој што му се сака може да даде говна колку сака. Тука не се слагам со премиерот. Тука не се согласувам. Не може кој било да збори за било што. Не може. Мора да има ред. Ама, тоа било атак на слободата на изразување. Кога лаеш на домашните, а при тоа те храни комшијата. Нема друг начин. Освен казна, ваква или онаква. Нема друг начин. Не може ако онаа будала, што ја лајкувате сите од кај вас у партија, тој тричко да пишува дека македонската историографија, идентитет се распаднал како говно на дожд на бугарската почва. Демек македонскиот идентитет конструиран на бугарска почва. Тоа го пишува. И окей. Никој не реагира, како што секој ден пишува многу работи. Да е на некое друго место, да не е Мицковски,
таков каков што е, претолерантен. Знаете како завршуваат ваквите ликови, така? Многу ви е јасно. За велепредавство некаде се губи глава. Без разлика дали тоа што го направил е за благосостојба на човештвото, за поголема свесност на човештвото, за доброто на човештвото. Сноуден не може да се врати во Америка. Не може да се врати. Живее на тајна локација во избеглиштво. Затоа што знае дека во Америка, ако дојде ќе му се суди според америчките закони, ќе му се суди за велепредавство, за кое што може да добие електрична столица. А ние таквите елементи ги оставаме мирно да го дишат истиот воздух што го дишаме сите ние. Тоа е голема трагедија. Наша. Колку биле управо кога рекле за секој војвода и комитет стоел по еден кодош или предавник. Или како што кажа Гоце, не познавам друг народ кој што толку патал, страдал од предавствата на своите изроди. Луѓето биле и тоа како свесни за менталитетот, за штофот од кој е направен овој народ. И ние, и вие, Бо, јас и ти, некој друг со вас, никогаш нема да се најдеме на истата страна. Затоа е невозможно паламудење од типот дајте да најдеме заеднички јазик, согласност, сплотеност кога се во прашање националните интереси. Да е невозможно да го направиш со предавници. Не можеш, како ќе се најдеш на ист овај, како ќе проговориш на ист јазик. Кога едните, вие Бо сте спремни да продадете се, само за да се вратите на власт. Заборавете на таа приказна. Заборавете. Толка и ногти ќе пуштиме. Сите ние, вие повеќе на власт да не дојдете. И нема да дојдете на власт. Никогаш повеќе. Треба да се помирите со тој факт. Не Тричко, не Борјан, не Сашо, не курот на магарето, кој сакате викнете го, вие повеќе на власт не доаѓате. А ВМРО ќе добие нашата поддршка, мојата поддршка, се додека ги гледам како го бранат достоинството на македонскиот народ. Не навлегувам у дневно политички паламудења. Овој толку земал, тендер овој тоа украла. Не навлегувам во тоа. Зборувам за сосема нешто друго. И после се, ако вие понатаму сонувате за некоја Европска Унија, за отварање на устав и пуштање на оние фашизоидни елементи во Европската Унија, што бараа да го отвориме уставот за нивното така наречено малцинство да влезе во устав, вие сте стварно пореметени. Вие сте пореметени. Вие не само што не знаете кај тирате, вие веќе немате ни допирни точки со реалноста. Затоа збориш од типот дека дека народот сакал влез во ЕУ. Кој народ сака? Ајде потенцирај, направи разлика, дистинција. Кој народ, кој дел од народ или поточно кој дел од граѓанството во Македонија сака влез во ЕУ? Под уцените ултиматумите што ни ги наметнува ЕУ Бугарија. Ајде да видиме кој тоа сака. Да не ти набројувам кој сака.
Ама у тој табор што сакаат влез во ЕУ по секоја цена, не се македонците. Не. Тоа се изродите, како вас и сите останати, кои не се македонци. А македонците не се, со честни исклучоци. На етнички заедници кои ја разбираат маката, пат позицијата во која што е ставен македонскиот народ, под ултиматум и закани, значи, со честни исклучоци ги исклучувам тие етнички групи, како сакате кажете. Сите останато ги заболе Стојко, дали македонците ќе влезат во ЕУ како бугари. Стојко не ги занима. Ете тоа. И дај бе, малце поише, ако имаш некој лек за афта, кажи. Многу нервира ова, иде на нерви цело време вака ако правиш. Ја не знам, вие кои имате афта, дали правите вака често? И дали ви смета толку вака? Мене многу ми смета, цело време јазикот ми е таму. Илјач некој ако може за афта, а јас ветувам повеќе прљави раце у уста не става. Не става. Но ти вилиците не ќе, па и помал да ме болат, ама под валкани раце не може и вилици да болат инфекција ако фатиш. Ама вас ве болат вилиците од друго. Ај, чао.